Денес карванот обнова на Македонија се наоѓа во Дебар на отворени и директни средби и разговори со граѓаните на Дебар и со жителите на околните села. Токму присуството на овој броен народ денес тука и покрај вребенските неприлики кои што само пред половина час се расчистија, зборува символично за тоа дека народот во Дебар повеќе не се плаши од ниту една закана, од ниту една уцена и дека народот во Дебар ќе го осуди ова насилство кое што го приреди постоечкава актуелна власт. Додека Зоран Заев пред да стане премиер на секој кој што му побара било какво исполнување на желба, истата му ја вети без при тоа да размисли дали воопшто може да се реализира. Наспроти него Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН секое ваше барање и предлог за идната наша програма сериозно ќе го разгледа и се што ќе биде ставено на хартијата на идната програма на ВМРО ДПМН за предстојните парламентарни избори, а доколку биде ставено, бидете сигурни дека и ќе биде реализирано. ВМРО ДПМН никогаш не ги изманипулирало граѓаните и добро е што граѓаните и на Дебар и на целиот западен крај увидоа дека се крајно излажани и изневерани. Во изминативе 2 години Дебар и околината, наместо да биде центар на крајниот западен регион, за жал, Дебар е заборавен од владата на Зоран Заев. Дебарчани кажуваат дека наместо план за живот, ниту било планирано живот во Дебар, ниту има некакви планови за воиднина. Заедно со моите колеги Лилјана и Горан денес сме тука и веќе 2 недели во парламентот расправаме за буџетот за 2020 година. Во тој најголем буџет досега во историјата на самостојна Македонија нема ниту еден предвиден проект или план не само за Дебар, туку за целиот западен регион. Ете тоа се сладките ветувања на Зоран Заев, кои што после 2 години видовме дека се само останаа на хартија. Затоа следува 12 април и јас верувам дека сите вие заедно со нас на 12 април и на писмено ќе му го дадете конечниот одговор на Зоран Заев и ќе му кажеме довидување. Зоран Заев не смее повеќе да се изигрува со македонскиот народ и не смее повеќе да биде на политичката сцена било кога во Република Македонија. Ви благодарам на сите и се надевам дека после 12 април одговорноста ќе ја превземеме ние, но бидете сигурни дека се што ќе ветиме, ние ќе реализираме. Ние не ги манипулираме граѓаните на Република Македонија. Благодарам.